Денеска премиерот Заев имаше средба со бугарскиот претседател Радев, со Макрон, со Меркел. Кои се вашите очекувања? Дали во блиска иднина и ве по изборите во Бугарија ќе се случи таа деблокада на Македонија? Втората порака која што исто така сакам да пренесам од вчерашните средби е дека целиот овој процес, а и денеска Радев тоа го потврди, е заглавен поради тоа што Бугарија инсистира практично рамката на бугарскиот парламент да биде дел од преговарачката рамка која што ќе биде при евентуалниот почеток на преговори на Македонија со Европската унија, и тоа е став од самиот почеток, иако спротивно не убедуваше Зоран Заев дека ќе се потпишел протокол во кој што немало да биде содржана рамката на бугарскиот парламент, а денеска Радев тоа го кажува и во неговата изјава дека на почетокот на ноември практично ќе добиеле протокол, доколку тој протокол спореден со рамката на бугарскиот парламент соодветствува, тогаш тие ќе ги поддржале и да биде тоа вклучено во преговарачката рамка, тогаш тие ќе го поддржале преговарачкиот процес, вклучувајќи и амандман за вклучување на бугарското малцинство во Македонија, незначително бугарско малцинство во Македонија во рамките на уставот. Она што јас го добив како информација таму е дека Зоран Заев ветува се и се што, вклучително и ова дека ќе го прифати, само да опстои подолго на политичката сцена, но треба да знае и Радев и бугарските политичари дека за промена на уставот во Македонија се потребни 2/3, ВМРО ДПМН нема да прифати било каква промена на уставот и овој амандман, доколку немаме нормално реципроцитет од страна на бугарската страна, бугарската држава, односно вклучување на македонското малцинство во Бугарија како конститутивен народ во рамките на бугарскиот устав и признавање на сите оние одлуки на Судот за човекови права во Страсбур и резолуција од Европскиот парламент, со кој што до овој момент се спречува на македонците во Бугарија да се организираат во своји здруженија, да имаат културно воздигнување и така натаму. Значи, не можете вие да барате од Македонија да вклучи незначителен број на бугарско малцинство во уставот на Македонија, а од друга страна да не дозволите значително македонско малцинство да биде вклучено во бугарскиот устав. И тие лаги на Зоран Заев нема да поминат, бидејќи нема 80 пратеник, односно нема 2/3 во парламентот.